Во семејството Апостоловски и Мемиш секоја нова година се дочекува со молитва за здравје и благодарност на светецот Василиј Острошки. Леон Апостоловски, дете со аутизам за кој никој не верувал дека ќе проговори. Во 2019 година од дете со 1 до 2 искажани зборови почнал да говори цели разговори. Се почнало во март кога неговата мајка Амела сонувал ангел кој рекол да одат во манастирот Василиј Острошки за помош на нивното дете. Таа и супругот веднаш заминале, иако била муслиманка. Вербата во доброто, во правилното и во услушаните молитви и го отвориле патот. Нас ни рекоа фатите се вие за рака и со другата рака положите ја врз моштите. Се очита молитвата што се очита, не прашава ни Леон за неговото име. Во тој момент кога излегов надвор, прво што беше, истрчав надвор од манастирските дворови и почнав да плачам на глас. Тука ми придоа две монахињи, невратно со некоја група биле, дали биле нешто низ помош, не се сеќавам. Една, знам дека ме прегрна, едната од нив рече, не се грижи, твојот син е исцелен. Стана од другиот кревет, дојде до мене, ме погледна директно во очи и првите реченици му беа, мамо, може ли да излезам надвор? Ми треба некои си минута досека да ги проглотам тие емоции, јас потоа си ги разработив. Откако била 2 пати во манастирот и кажала дека Леон прозборел, биле повикани од отецот Василиј додат лично да го види Леон. Од утерот директно отиде на Леон, го фати за рамена, Леон него го фати за подлактици и на протоиерей. Зборовите беа откад се ја и ти нисмо видели, или да го приведам, од кога јас и ти нисмо се видели. Јас бев прво во шок. И сите ние бевме во шок. За такво прашање да му се постави. Леон му вика одамна. Тогаш го зема Леон и застанаа пред олтар заедно, како да се познаваат илјадници години, и ги заедно на глас одекна во во црквата на Свети Петар и Павле, Оче наш. И савршено здравје узнемиренима, тишину заробljeniма, слободу и све кои на неки начин страдају утеши, избави све милостива Господарица сваки град. И Леон со посебна радост чита цели молитви, знае од каде му е помошта и се радува што може да оди во училиште и да се дружи со неговите другари. Најсреќен е кога добива покани за роден ден и кога му доаѓаат гости. Многу сакам кога одам на роден ден кај некого. Ти ги покани кај тебе на роден ден, кај тебе ти е во лето роден ден? Да, јас ги поканувам. Сите. Дојдоа ли другарчињата во летото? Доаѓа дечиња мали, големи и се дружите. Да. Амела раскажува дека денес Леон е момче кој знае да зборува, да чита, да се дружи. Редовно работи со него, а таа е психолог. За неа треба промени во целиот систем, но вели дека мора да се променат родителите да работат и тие заедно да се подобри состојбата со аутизмот. Јас работам со родителите. Тие се клучниот фактор кои што може да му помогнат на детето. Можам да им дадам насоки, можам да им изработам програми во зависност од тежината на детето и од спектрот на нарушување, затоа што аутизмот како аутизам не е само F84, може да има и генетски работи кои што се наследени. Амела издаде 2 книги: Светот на аутизмот, патувањето на Леон и Ангелот по име аутизам, подарени до сите родители, за да се разбере светот на аутизмот.